Централен дневник во 20 часот. Добро вечер, следува кратката најава за делот содржините. Основното јавно обвинителство Кочани отвори постапка за сторено продолжено кривично дело силување, а судот определи мерка притвор за обвинетиот за облюба на малолетничка на 14 јули годинава. Општина Виница цели 6 месеци е без нотар, откако претходниот замина во пензија. На новиот оглас има 6 кандидати, но досега не е именува ниту еден од нив. Водостопанство Брегалница Кочани за последен пат ги повикува водокорисниците да пристапат кон склучување на договор за снабдување со вода за наводнување за наводнителната сезона 2016 година. На државно ниво 190.000 е бројот на елаборати за легализација кои се уште не се изготвени за да се заврши постапката за легализација на бесправно изградените објекти. Од Агенцијата за катастар апелираат граѓаните навремено да се обратат до геодетските фирми за елаборати. Уште 190.000 елаборати за легализација на дивоградби треба да изготват геодетските фирми, од кои 110.000 до крајот на годинава, кога истекува законскиот рок за доставување до општините за комплетирање на документацијата. Од катастарот и од геодетската комора апелираат граѓаните навреме да порачаат елаборати од геодетските фирми, за тие да имаат време да ги направат. Сакаме да ви информираме дека заклучно до денес Агенцијата за катастар недвижности Во Агенцијата за катастар недвижности запишани 156.344 легализирани бесправно изградени објекти. Според информациите од општините, знаеме дека во првиот рок беа поднесени 360.000 барања за легализација и уште 80.000 барања се поднесени во вториот рок, односно севкупно околу 440.000 барања за легализација на бесправно изградени објекти. До сега се изготвени околу 250.000 елаборати, што значи треба да се изготват уште 190.000 геодетски елаборати. Најголем дел од нив, или околу 110.000, треба да се изготват заклучно со 31.12.2016 година. Затоа упатуваме апел до граѓаните веднаш да се обратат до геодетските фирми, за да може навремено да се изготват геодетските елаборати. Легализацијата на инфраструктурни објекти е во полнек. Во продолжениот рок до крајот на март годинава се поднесени нови 7.930 барања за легализација, а само месецов катастарот примил над 350 барања за запишување на веќе легализирани инфраструктурни објекти. Легализацијата на инфраструктурните објекти е во полнек. Во продолжениот рок за поднесување на барања за легализација, заклучно со 31.3.2016 година, до Министерството за транспорт и врски беа поднесени нови 7.930 барања за легализација на инфраструктурни објекти. Заклучно со 31.12.2016 година истекува рокот до кога имателите на инфраструктурни објекти кои поднеле барање за легализација заклучно со 3.9.2011 година треба да изготват геодетски елаборат и истиот да го достават до Министерството за транспорт и врски, односно до општините, за да можат истите да донесат решение за легализација. Втор битен рок за имателите на инфраструктурни објекти е 24 април 2017 година, до кога имателите на инфраструктури треба да легализираат и до катастарот да достават барања на запишување на најмалку 40% од нивните инфраструктури. За забразување на процесот на легализација на инфраструктурни објекти денеска се одржа редовен состанок со експерти од Министерството за транспорт и врски, Агенцијата за катастар на недвижности и Комората на геодети. Денес во Делчево со завршна пресконференција беа представени резултатите од успешното имплементирање на проектот Мерки за заштита од поплави на реките Брегалница и Бистрица. Проектот го реализира општините Делчево и Благоевград со средства во висина од 400.000 евра од Европската унија, програмата за меѓународна соработка.
Представници на општините Делчево и Благоевград денес во Делчево ја одржаа завршната пресконференција, која резултираше со успешно завршување на проектот Мерки за заштита од поплави на реките Брегалница и Бистрица. Заеднички проект кој што двете општини го имплементираа за 24 месеци, финансиран од Европската унија преку програмата за меѓугранична соработка Македонија-Бугарија. Постигнати се 100% сите резултати и се искористени сите финансии кои што ни беа на располагање од страна на Европската унија. Направена регулација на речното корито во Делчево во должина од 102 метри и изработен е акцијски план за заштита од поплави. Покрај овие две главни активности, спроведени се и 3 тренинзи, односно 3 обуки и 2 јавни дискусии, кои што беа комбинирано во Делчево и Благоевград, кои што придонесоа до зближување на локалните институции, па можеме да кажеме институциите од централно ниво, кои што има канцелари во Делчево и во Благоевград, и пред се зближување на вработените во општината кои што работат на оваа слична проблематика. Како резултат на соработката и добрите резултати, сакам да спомнам дека веќе е обезбедено ново финансирање, односно нов проект во соработка со општина Благоевград и повторно финансирано од Европската комисија од прекугранична соработка Македонија-Бугарија. 100% успешна реализација на проектот доведе до финансирање на уште еден проект, кој што исто така ќе биде имплементиран во двете општини Делчево и Благоевград. Новиот програмен период 2014-2020 спечелихме уште еден проект. Во новиот програмен период 2014-2012 година добивме уште еден проект, овој пат поврзан со замена на осветлувањето со енергетски ефикасни светилки. Во Делчево е предвидено да бидат поставени околу 600 вакви светилки, а во регионот на Благоевград ќе се поставуваат светилки во 4 помали населени места. Соработката со Делчево ни е многу добра и за таа цел проектот ни беше оценет со најмногу бодови од страна на донаторот. Ние сме наистина с најмногу точки, 96 точки. Вкупниот буџет на проектот изнесуваше околу 500.000 евра, а околу 400.000 евра се предвидени за проектот за осветлување, кој што треба да започне да се имплементира до октомври оваа година. Општина Виница цели 6 месеци е без нотар, откако претходниот замина во пензија. На новиот оглас од јануари годинава се јавиле 6 кандидати, но министерот за правда цели 6 месеци не именува ниту еден. Се кочи работата на сите институции во општината, а најмногу на граѓаните. Општина Виница повеќе од 6 месеци нема нотар, функција за која се тркаат 4 кандидати од Виница и 2 од соседството. Огласот е распишан од јануари, а до денес министерот за правда нема назначено ниту еден. Нотарските услуги ја кочат работата на сите институции. Трпи општината, трпат адвокатите, трпи бизнис секторот, а најмногу граѓаните. Можеме да заклучиме дека постапки кои се однесуваат од имотно-правен карактер за недвижен имот во општина Виница не може да има крајна реализација и граѓаните да го извршат преносот и упис во катастерот на недвижности. Дополнителен проблем во овој период е тоа што судовите не работат и штрикуваат повеќе од 50 дена, односно околу 2 месеци, така што ниту работата кај нотарите се одвива, ниту работата во судовите, па самата адвокатура нема предметна работа и трпи штетни последици, како и сите граѓани на општина Виница кои не можат да си го остварат своето право и да извршат пренос на правото на собственост и упис во катастерот на недвижности. Меѓу стопанствениците, најзасегнати се инвеститорите во новиот стамбен комплекс кој е пред вселување, а не можат да ги реализираат купопродажните договори. Револтот од ден во ден расте, бидејќи и сезоната на враќите на нашите селеници, кои деновите за одмор ги користат и за средување на имотно-правните работи. Сите обиди на бизнис елитата со ингеренции и дописи преку Стопанската комора до актуелниот министер за правда завршиле безуспешно. Никој нема слух за 20.000 жители на општина Виница. Последиците секојдневно ги трпат и адвокатите кои ги има 10 во Виница, а меѓу нив и релативно нови кои се затекнаа во оваа мат позиција на штрајк на судот и немање нотар. Ова е период кога луѓето кои се на привремена работа во странство доаѓаат во своето родно место, сакаат да си ги завршат своите работи, особено од имотно-правен карактер, а немањето нотар представува голема кочница и сите не можат да си ги реализираат, да си ги решат своите проблеми од правен аспект, односно од правен карактер.
Инаку, предходниот нотар во Виница замина во пензија во февруари годинава и на таа функција беше од 96 година. Додека соседните општини, како Берово, Кочани, имаат и по 2 или 3 нотари, овде министерот и покрај сериозната конкуренција од 6 кандидати, цели 6 месеци не може да избере ниту еден. Во Долни Балван, општина Карбенци, повеќе од 20 години успешно функционира системот за наводнување со техничка вода од хидросистемот Брегалница. Ваквите системи се покажаа како мощни, рационални и ефикасни, од кои благодет имаат нивните корисници. Наскоро со техничка вода ќе се снабдат и други села по течението на Брегалница. Од пред 20 години жителите на Долни Балван покрај водата за пиење користат и техничка вода од хидросистемот Брегалница. Станува збор за мощне, корисен и рационален проект реализиран со цел да им се обезбеди вода на луѓето за наводнување на помали површини во атарот на ова село. Благодетите од овој систем се видливи речиси во секој двор. Како никаде на друго место, овде имате вистински рајски градини, преполни со цвеќе, градинарски производи, лозови и овошни насади. Сето тоа го овозможи водата која ја има во изобилство, посебно сега кога е непотребна. Имаме од Калиманската брана. И како задоволни ли сте? Па задоволни сме, таа година е несанија со пирале вода. Имаме доволно вода, убаво. Бавче туку у двора сам. Надалеку не можеме да одеме веќе. Како што одеме. И тутун садеме и бавче правеме, сега ништо. Секој си има у двора вода и никој на никого не му смета. И секој за себе си работи и така. За да се избегне нерационалното користење на водата за пиење, неопходно е со техничка вода да бидат обезбедени и останатите села по течението на Брегалница, велат жителите. Потребно на овие температури, значи потребно секоја куќа да има техничка вода за да може да обстане. Неодамна при посетата на Врсаково, каде што се запозна со текот на работите за санација на каналската мрежа за наводнување, заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски најави изградба на системи за наводнување со техничка вода од Кнежево за уште неколку села, меѓу кои за Чардаклија. Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, подружница Брегалница Кочани, за последен пат ги повикува водокорисниците од подрачјето на действување на хидросистемот Брегалница, веднаш да пристапат кон склучување на договор за снабдување со вода за наводнување за наводнителната сезона 2016 година. Користењето на вода без склучен договор е бесправно и спротивно на законските прописи. Против водокорисниците кои нема да склучат договор за наводнување ќе се поведат прекрашочни постапки и ќе бидат санкционирани согласно одредбите од Законот за водостопанство. Јавното предпријатие Стипион Штип во наредниот период ќе работи на поставување неколку нови автобуски постојки низ градот, а се подготвува и простор кај пешачката патека за Дисарот за конструкција на фитнес парк кој се прави во соработка со Агенцијата за млади спорт. Штипското јавно предпријатие Стипион успешно ги заврши неколку проекти на кои интензивно работеше во изминатиот период. Целосно е реконструирано детското игралиште на улица Личка во населба Кадидаре и веќе децата може да го користат за рекреација. Исто така комплетно се уредени соблекувалните на игралиштето во Бело Брдо со поставување на врати и прозори, а подготвени и теренот кај пешачката патека за Дисарот за поставување на фитнес опрема. Пред некој ден завршивме и со тампонирање на површина на патеката позади Дисарот, каде што Агенцијата за млади спорт веќе во наредната недела ќе работи на поставување на фитнес прави, така да пешаците и спортистите овој град ќе може да ги користат овие справи за рекреација. Следна активност на јавното предпријатие Стипион е поставување на нови автобуски постојки на неколку локации во градот и обнова на оштетените постојки. Работиме уште и на повеќе локации од градот, каде што работиме на поставување на бетонски површини, каде што ќе бидат поставени автобуските постојки. Тоа се повише локации во населба Ново село, на влезот од градот, односно после кружниот ток на патот према Скопје, исто од другата страна на кружниот ток на влезот према градот. Во населба Бабе ќе бидат поставени нови автобуски постојки, а старите автобуски постојки од повеќе локации ќе бидат тргнати, репарирани и ќе се вратат на нови локации во градот.
Најголем број од проектите кои досега ги има реализирано јавното предпријатие Стипион се предвидени во годишниот план за работа. Еден од поголемите инфраструктурни проекти на кои работи ова јавно предпријатие е конструкција на пешачката патека во река Отиње. Остануваат уште 100 метри за оваа патека да биде целосно завршена. По квалитетна комуникација и навремено решавање на комуналните проблеми. Заради ова Штипското јавно предпријатие ИСАР воведува можност за електронско пријавување на комунални проблеми на веб страницата на предпријатието. Штипјани од денес на официјалната страна на јавното предпријатие ИСАР ќе можат по електронски пат да пријавуваат дефекти и да ги следат цените на производите на градскиот пазар. Дежурните служби во рок од 48 часа ќе интервенира на барањата на граѓаните кои пријавиле на интернет страната. Дневниот билтен може целосно го следат граѓаните од денес. Значи таму ги имат сите завршени активности кои ги има јавното предпријатие во текот на денешниот ден. Сите барања кои ги имаат граѓаните може да ги поднесат тие електронски. Тие доваѓаат на нашиот службен мејл каде се разгледуваат во текот на денот и се решаваат. Исто така е поставено и за цените на градскиот пазар, каде тие се ажурираат секојдневно. Кога препродавачите ќе дојдат на градскиот пазар, нашите служби ги запишуваат цените и ги ставаат директно на веб страната. Како сервис на граѓаните, јавното предпријатие ИСАР на овој начин ја подобрува ефикасноста и брзината на решавање на проблемите. Затоа што сакаме да ја олесниме работата на самите граѓани, да не доваѓаат во нашето предпријатие да го губат своето драгоцено време, да можат своите сметки, своите барања, своите потреби кои што ги имаат од нашето јавно предпријатие да ги остварат преку електронски пат. Ние како јавно предпријатие сме должни од време од пријавувањето за време на 48 часа да го решиме нивниот проблем. Евентуално ако проблемот не е решлив, да го известиме граѓанинот телефонски зошто не е решен проблемот и што е причината за нерешавање на проблемот. Ова е со цел да бидеме по-достапни, да бидеме поблиску до самите граѓани, а и самите граѓани да имаат корист од нас како јавно предпријатие. Со воведувањето на електронското плаќање, Штипјани сметките ги добиваат со посебна лозинга и кориснички број, со која може да се најава на интернет страната на јавното предпријатие ИСАР и да извршат електронско плаќање на сметката. За граѓаните електронски да ги плаќаат сметките, јавното предпријатие работеше околу 1 година и овој начин е целосно безбеден. Вчера во полициска станица Берово пријавено е за исчезнато лице со иницијали ЗН на возраст 140 години од село Двориште. Според братот на исчезнатиот ЗН, тој излегол од дома во понеделникот околу 11 часот и од тогаш не се вратил. Полицијата превзема мерки за пронаоѓање на лицето. Основното јавно обвинителство Кочани отвори постапка против кочанчанезот, кој обвине дека на 14 јули силувал малолетничка. Поради опасност од бегство, судот му одредил притвор од 30 дена. Сторителот го сторил делото на 14 јули врз малолетно девојче, кое го принудил на облюба 2 пати за кус временски период, со што извршил продолжено кривично дело силување. Поради стореното, основното јавно обвинителство Кочани донесе наредба за спроведување истражна постапка против осомничениот, земајќи ја предвид казната за ова кривично дело, која е најмалку 10 години казна затвор, како и сметајќи дека постојат услови за бегство на осомничениот, дека е можно да го повтори делото и да влијае врз сведоците. Обвинителството предложи до надлежниот суд определување мерка притвор, се вели во соопштението. Се реставрираат фреските на манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон кој се наоѓа во атарот на селото Панталеј Кочанско. Домакините на манастирот велат дека ова требало да се случи уште одамна, бидејќи годишно манастирот го посетуваат голем број на верници од повеќе краеви, посебно на празникот Свети Пантелеймон. После 3 децении фреските на манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон се реставрираат. Домакинката во манастирот Милка Илиева и еден од членовите на одборот на манастирот Димитар Јорданов велат: манастирските порти и одаи се секогаш широм отворени за верниците и за случајните намерници, кои се воскитуваат на градителските раце на уметниците, сликарите и конаците, и дека ова требало уште порано да се случи. Те работат, ќе го направат, ќе постигнат и тоа. Цртањето не е многу лесно, многу брзо не иде, треба да е квалитетно. Овде сам 13 пуни години, 14 почнах.
со луѓе, со гости, пречекуваме, испраќаме. Некои спијат, некои ручат тука, некои јадење готвиме, у фурна леп печеме. И за ден ако бидеме живи и здрави, па што треба, ќе помогнеме колку треба. Секој година од 5000 души доаѓаат. Ако вака деништа кога се погоди работни деништа, слабо доаѓаат. Ама главно имаме. Денес манастирскиот комплекс кој се наоѓа во атарот на селото Пантелеј и Кучанско е место каде што навраќаат голем број на луѓе од повеќе краеви на нашата земја и од странство. Насе Насев од Кучани е пример кој пред многу години се иселил од своето родно место, но секоја година за празникот е овде и посебно му е драго што имал можност да остави белег и поклони фреска на манастирот. Од овој крај сум, овој манастир го сакаме фамилиарно. Наследство од татко ми, па од брат ми и сега јас сум по тој ред и јас доаѓам веќе 10 години постојано. Имаме тука имаме дарове и така натаму фамилиарно целата фамилија. Имаме неколку праено фрески и така натаму и у црквата и у манастирот и сега порачавме уште една убава. Тоа е наш дар, така се вика. И едноставно ми се свиѓа. Сега дојдовме. На 9 август секоја година голем број на верници го чествуваат споменот на Свети Пантелеймон. На истоимениот манастир се служи света архиерска литургија, на која чиночалствува митрополитот Брегалнички Иларион. Мигрантскиот камп кој неодамна повторно беше поставен во северниот дел од Париз, утрово е дислоциран. Ова е најголема ваква операција од вкупно 26 што беа спроведени од јуни 2015 година. Последната дислокација на камп со мигранти беше извршена на 29 минатиот месец. Во денешната акција меѓу 1500 и 2000 лица, претежно мажи од Еритрија, Сомалија и Авганистан, беа дислоцирани и изгрижени од страна на службите на префектурата на регионот Ил-де-Франс. Акцијата почна мирно, но околу 6 часот дојде до зголемување на тензите, при што интервенираа силите на редот. Мигрантите со 36 автобуси беа пренесени во прифатни центри на подрачјето на парискиот регион, но и во прифатилишта во други градови, пред се во Нанси. Индиски воен авион во кој имало 29 луѓе исчезна во районот на Бенгалскиот залив, а во потрага по него вклучени се бродови и авиони. Рускиот транспортен авион Антонов 32 полетел од Ченај кон Порт Блер, а во него се 6 члена на екипажот, додека останатите се воени стручнаци. Индија има околу 100 авиони од овој тип. Потрагата по авионот е во тек. Француското јавно обвинителство доцна синоќа соопшти дека покренало обвиненија против 5 лица поради вмешаност во нападот во Ница, при кој осомничен исламист со камион влета во толпа луѓе, убивајќи 84. Тројца од нив формално се обвинети дека се соучесници во убиство извршено од група поврзана со терористи, додека останатите двајца се товарат за кршење на законот за поседување оружје и за членство во терористичка група. Обвинувањето следи откако вчера попладне парискиот јавен обвинител Франсоа Молен соопшти дека тунижанецот кој го изврши нападот на шеталиштето во Ница имал соучесници и дека акцијата ја планирал повеќе месеци. Полицијата при проверка на мобилниот телефон на Булел открила интернет пребарување и фотографии. Најдобриот македонски пливач Марко Блажевски ќе добие шанса да се надпреварува на престојните олимписки игри во Рио, што започнуваат на 5 август. Тој ќе добие специјална покана од Светската пливачка федерација ФИНА за настап на игрите. Блажевски претходно не беше во можност да настапи на најголемиот спортски собир, бидејќи имаше обезбедено само Б норма, а на претходните олимписки игри во Лондон исто така настапи со Wild карта, односно со Б норма. Според правилата на Македонскиот олимписки комитет, еден спортист не може да учествува на олимписки игри два пати со Б норма, но сега со специјална покана од ФИНА, Блажевски доби право да биде шестиот член на македонската олимписка репрезентација, која ќе не представува во Рио. Македонија ќе ја представуваат уште Ристе Пандев и Дрите Ислами атлетика, Анастасија Богдановска пливање, Нина Балабан спортско стрелаштво и Катерина Николовска джудо.
Францускиот репрезентативец и член на Јувентус Пол Погба сигурно ќе го облече дресот на Манчестер Юнајтед во новата сезона, пренесуваат повеќе медиуми во Италија и Англија. Според најавите, англискиот премиер лигаш успеал да го убеди Јувентус да го продаде еден од најдобрите играчи. Италијанскиот првак постојано одбиваше да се откаже од услугата на французинот, но сепак парите биле пресудниот фактор за реализација на преселбата. Манчестер Юнајтед имаше неколку понуди кои италијанскиот првак ги одбиваше. Сепак на крајот најверојатно е дека старата дама се согласила за трансфер вреден 105 милиони фунти, односно околу 126 милиони евра. Ако тоа се случи, Пол Погба дефинитивно ќе биде најскапиот играч во историјата на фудбалот. Се гледаме повторно во третиот дневник на Канал Плюс телевизија. До тогаш останете со нашата програма. Пријатно!